Новите авиолинии, кои ќе го поврзат Охрид со Милано, Неапол и Вроцлав, како и претходно договорените поврзување со Будимпешта и Катовице, треба да го спасат туризмот летово, сметаат туроператорите. Покрај редовните гости од Холандија и Полска, се очекува изголемен број на туристи од Италија кои би слетале на Охридскиот аеродром. Стравот на европските туристи од патување во Дубај и Египет треба да се искористи тие да се привлечат во државава со атрактивни понуди, сметаат туристичките работници. Работиме incoming со години, така да и оваа година имаме доста договори направено со странски туроператори и го нудиме Охрид, односно и најразлични тури низ Македонија. Нели има во најава дека на Охрид ќе се отворат уште, мислам, 2 дестинации каде што ќе лета, од Милано и уште една дестинација, и ние работиме на тој случај. Туристичките работници потврдија дека во моментов се прават договори со хотели од Охрид и Струга за да се обезбедат доволно сместувачки капацитети за привлекување на странски гости. Според Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопанските комори, предизвик ќе биде да се даде позитивна оценка за туристичката сезона. Глобалните случувања веќе се чувствуваат и кај нас, а она што е забележливо периодов е помалиот број на гости од Турција кои традиционално се присутни за време на рамазанските празници. Ова, според туристичките работници, ќе биде предизвик на кој ќе треба да се работи во наредниот период. Меѓутоа и турските туристи се предострожни и слабо патуваат. Очекуваните бројки на туристи што ги очекувавме, за жал ги нема. И значи ова директно ги удри и ти странски туристи што планираат да ја посетат Македонија. Луѓето се уплашени. Зошто? Бидејќи ова не е класична војна помеѓу две држави. Ова, значи, гледате тактичка војна. За жал, директен удар удри и за дојдовниот туризам во Македонија. Познавачите на приликите велат дека великденските и првомајските празници треба да се реперот за оценка на туристичката сезона во Македонија. Но, за успешна сезона според нив, потребно е и смирување на тензиите и војната на Блискиот Исток.